Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Прво да ви се извиниме што не сме маскирани. А не сме, иако е 1 април, денот на шегата, но ова предузеќе има почнато као ожбил на шега. Датум на основање на брендот Лидер од моја страна е 1 април 2018 година. Тоа значи веќе 6 години. Така му доаѓа, да. 6 години без прекин, работиме секоја утро на сајтот, а 4 години уште малце радио го држиме. Не е лошо, Ивица? Одлично е. Одлично, веќе сме препознатлив. Кога сме кај првоаприлските шеги, што да ви кажам, ја мислам дека нема потреба нешто посебно со шеги и со лаги да се занимаваме, затоа што многу лесно тие може да станат вистини. Во држава во која пред избори се ветуваат Формула 1 стази, тешко е да бидеш креативен за 1 април. Абе, добро сега, ама мора исто време да признаеш дека има простор за првоаприлски шеги во Македонија. И то голем. Бе види, мене ми е клучот друг. И јас се прашувам како е... Иако видиш шегите изгубија на квалитет од кога Заев почна да функционира во позадина, а не директно. Нели? Сега последна шега Филипче им кажува на медицинските сестри дека имале 90.000 денари плата. 90, до таму стигна, добро. Да. Па види, заслужуваат се, мораме да кажеме тоа. Меѓутоа, што правеа сите овие години? Пази, жениве со се трети смени зимаат 35-6 сега, со се дежурства чуда врагови, и ти доаѓа бато од нигде и ти вика, слушај, 90 ќе биде. И сега ние треба тука за 1 април да зборим. 90 прашање дали у Словенија земаат сестрите, ама Не земаат кај. Затоа и они имаат проблем. Знаеш дека и таму имаат проблем со задржување на тој кадар. Да би им бегаат. Така што види, не е само тој. Многу првоаприлски шеги има таму во редовите на нашите редови. Ги видели вчера, бе? Што? Па прво направиле некој настан, све окей, но на Ковачевски му го промашили името, презимето. И па наместо Ковачевски позади него од неговата партија, значи напишале Ковачевски. да. И наместо иднината, тамо нешто тој што им е слоганот, напишале идинината А добро, веројатно се на брзо. билбордот. Го коригирали после? Не. Ке го коригираат, ајде имаат. Истера цел настан, ама чекај се. Прво, од твојата партија да ти го промашат името, значи дека тебе не те познаваат во твојата партија. Бе се брзало. Абе, какво брзање е тоа, човеч? Мислам, тоа е материзам. За брзање. Дај Кока-Кола некој да се брза и брендов да го промаши називот. Што ќе му се деси? Се брзало. Добро, имаше вчера конвенција, така? Да. Промовирани се листите на СДСМ. Пак ќе кажам, за мене има благи изненадувања таму, затоа што листата треба да изрази, мислам, преку луѓето ние гледаме како ќе се тера политиката во наредните години. Ова искрено не ветува многу листите на СДСМ. Види, има тука една друга димензија. Која? А тоа е дека во суштина во Македонија се изгуби смислата на тоа да се биде пратеник. Зошто? Поради тоа што во Македонија не е само СДСМ тука, и друга страна, пратениците се неви послушници на партиските директиви, не креираат автентични политики од нив произведени, туку
политиките кои ги водат се наметнати. Како мислиш? Така. Они се апаратчици за гласање. На што Ние е поразлично ако гледаш? Гледай го, например, конгресното гласање, веќе ти кажем, сега е покоен, важеше за Маверик, нели, за своја глав, Џон Маккейн во Америка. Он има конгресна кариера преку 30 години. Во таа конгресна кариера над 95% гласал со партијата. И добро да, ама сега чекај, Ивица. Значи, гледаш, тој бил така. Колку пати гледај ги британците, не британците имаат партиски камшик. Зошто постои тој партиски камшик? Добро, да гласат како што гласа партијата. Ама кај нас нема потреба да има партиски. Има, како Ја не знам зашто ние уопште имаме пратеници. Ние треба да направиме непарламентарна демократија. Да имаат поени председателите на партиите. Пошто и така, сите тамо ги спроведуваат одлуките на партиските лидери. Не е така. Сега ти збориш 95%. Да. Кажи ми кој пратеник е во изматот состав на собранието има 95% учинок. Илија кај нас имаат 100%. Не е така. Не постои сега да кажам. Значи Илија Димовски гласал против ВМРО? Често. Тој кога беше пратеник. Сега да си кажеме реално. Има пратеници, кај нас, гледај кога е отсутен пратеникот. Ами сега не е отсутен. Па така и у Америка, што мислиш дека? Ама у Америка излегуваат човече по телевизија и ја критикуваат политиката. Се случи како нема. Партиски конгресмен да иде против партијата, боже сачувај. Нема шанс. Различен став од председател. Да излезе различно од председателот на државата да излезе конгресмен од неговата партија, не се случило во Америка, нема тема. Трамп цело време излегува. Ама чекај, Трамп беше нешто друго. Трамп беше знак. Не, извини. Председател беше. Трамп беше знак, не излегува цело време, излегува повремено. Трамп беше знак дека таа партија се консолидира и се видоизменува. Гледај сега. Сега се сите унисоно за Трамп. Готово. Тоа е партијата. Значи не е така. Значи токму затоа постои партија. И во моментов затоа што медиумски е како што е, разногласие нема никаде какво што ние го замислуваме. Во теоријата нели сме читале дека, не знам, пратениците биле независни на друго. Не е така. Значи пратениците си ја следат партијата. Затоа е партија. Имаат начин своето мислење да го изразат ако не согласуваат со некои одлуки. Понекогаш им минува, понекогаш не им минува. Ако морално веќе имаат проблем со насоката на партијата, се тргаат од политиката. Нема, знаеш друго. Значи да не мислиме дека сме толку различни, знаеш. Кај нас влегле такви тиквари, луѓе без такви прво ни политичко, ни животно, ни никакво, значи дно од луѓе што не би достигнале да работат на шалтер у фирмава, они биле пратеници. Тоа се точно, ама така и завршува. Деградирано е во Македонија. Тие што така вле така и завршува. Деградирано е самото тоа да се биде пратен. Пратениците што ги помниме се пратеници кои што оставиле впечат. Тие што не ги помниме, тоа е тоа. Сега како да кажам. И добро е што почне и кај нас да се води као на запад статистика. Колку се таму, колку дискутираат. И ќе видиме сега, ќе дојде уште малце лакво. Ќе дојде уште малце ново собрание и ќе видите дека квалитетот мање више ќе биде полош од претходното, кој беше полош од претходното, кој беше полош од претходното. Не би се согласил, значи имало собраниски состави кои што биле мощни, силни во Македонија. Да и деградира. Од тие силни состави паѓа. И на крај ќе оставиме мали деца собрани. Тоа не е така. Значи јас и може они ќе средат работа. Не, нема да средат работата, мали деца никош не следиле работа. Добро се ти кажам. Им се дала одговорност, ама не сум застапник на тоа, на таа постојана критика, ако можам така да ја кажам, знаеш. Не, види, ако јас сум видел дека таму има се поквалитетни дебати, се по луѓе кои имаат се поголеми познавања, ако сум го видел, тоа ќе речев Пеким управо си. Ама ја гледам, пошто го следам собранието, ја гледам се поголеми тикви таму. Ти можеш од сите пратеници кои се таму, од сите 120, као квалитет да ми речеш издвои 10
И поише. Не са. 10 до 2.13. Не. Сега ти кажем Ја би наистина. овој по собрански состав би изводил 3-40 души, Е, значи кој не се, само бе, тоа. ај кажи. А нема сега така Кој се се? има Не во може, ја- пратеничката група на ВМРО ДПМН има само 15-тина, во пратеничката група Овој на СДС има 10-тина. ВМРО, во Кај овој ду има состав, 5-6 луѓе. Ајде во се овој немој така состав се. во собранието на ВМРО има 10 до 12 души добри. Кај СДСМ има 2-3. Не е така. Сега искрено ти кажам, кај Левици има половина, од двата да ги собереш, пошто она со кршење со она луда работа. Кај Дуи немат 20 души, не постојат 20 души, 10, 13. И сега кај е проблемот? Проблемот е што од 120 мене сега да ми речеш издвои 10 и многу често ми се дешава 4 години под земање на мандатот да седам негде у кафеана или било каде и да а јас сум новинар што следи секој ден и да ми речат бе оној е пратеник од ова па ја вака овој од дома го знаат ли дека е пратеник. Ја мислам дека 90 од тие 120 од дома не им веруваат дека се пратеници. Ви токму затоа беше Значи- проблематичен изборот на председателот на собрание. Никој не впечатлив пратеник беше. На пример, таму имаше неколку пратенички, како се викаше ова адвокатката Снежана од СДС. Па еве, нели Да, таа можеше да биде, била, не, таа можеше да биде Не председател го на знаеш собрание. име, тоа било Снежана впечатливо. де добро. Снежана, ја знам, еве. Снежана. Колчевска. Еве, ја знам. Таа И можеше да биде седемте пратеник. џуџи. И 7 џуџи. Кога сме веќе кај Не, прли. но таа на пример еве заслужи да биде председател на собранието. Тоа што остави некој впечаток. Овој како се Некои викаше? луѓе тука дошло у студио и тука сум разбрал дека се пратени. Како се викаше Јован, кажи ми го. Митревски, ова Митревски, струга. да. Исто. Се е носител на листа, така да таму стигна. У до петка. Нека тера. Судир на титаните им. Они Сајковски. Добро де. Тивките булдужери се соочуваат меѓу себе. Па не се, Сајковски е се пак генерален секретар на ВМРО да помага. Да. Ова, нешто не ми... не ми- Значи сакам да ти кажам, Ивица, не ја бива работа. Абе да, се, знаеш, најмислно е, Значи- сега ја ќе застанам на кораб и викам не ја Бе, бива не работата. викам ја Немој дека така застанувам на кораб, Е, каде? ама сакам таму да има квалитетни се. Сакаме луѓе. сите, Луѓе што значат нешто сите сакаме. во своите области у тоа што го работат и така натам. Еве ај се, ај отворено да правиме муабет. Колку бе професори има доктори на науки у моментов на листиве? Вкупно? Кај ВМРО има малку повеќе. А кој се? А еве Сајковски го спомна, доктор на науки. Професор кој е професор? Од УКИМ некој изваден. Пошто други ја не ги рачунам. Христијан Мицкоски еден друг? Гордана Селјановска, кандидат за председател. Не. Сега во ова Да ги отвориме листите. не само Христијан Мицкоски од сите. И Иванка Василев. Има Василевски. има Иванка таму. Василевска, Има велика е исто професорка на овакво науким. Мгм. А, Даршела е доктор на науки. не, се Да, тоа зборуваме професори на УКИМ. Те има Професори на УКИМ, тројца има кај ВМРО само. Кај СДСМ 0. еден. Кој? Венко Филипч. Да, и Венко е професор. До сега најнизок кај СДСМ е тоа. Кај Максим има нели на ИНИ, има и кај Левица професори, има. Меѓутоа, добро, види сега, кај нас малку и тоа се преценува. Значи, покрај има и други професии кои што исто така. Значи, секој човек кој што е заинтересиран за политика може да се кандидира, така ли? Бе, јас се слагам, ама И тоа е добро. Инаку, еве, знам дека за се има почеток и крај, не знам дали виде во Турција, локалните избори. Ердоган изгуби. Да, и го призна поразот. Најотворено. Воедно кажа дека тоа се негови последни избори. Така што ве гледаш, се си има во животот. И во политиката почеток и Чекај, крај. што тарасат од Ататурк. Од Ататурк бе од... Па, Ердоган. и биологијата е веќе колку години има човекот. Што И збори? доста му е 20 и Честитки за турскиот народ од мене. 22 години, 22 години. Да не се повтори. Време е малце...
А не, види, ја не мислам дека е враќање на толку... секуларизмот. Ја не мислам дека е толку лоша ерата на Ердоган за Турција, затоа што имаше еден економски раст кој што никогаш порано не бил. Се ослободија креативни енергии, се индустриализираше Анадолија, нови елити влегоа. Тоа е така. Образовно и во секој смисол земјата по сите карактеристики отиде многу напред, се мораме да кажеме. Отиде назад во една сфера. Па не би верувал. Тоа е Јас кога одам таму не го гледам тоа. религија, па добро се. Па не се гледа, тоа така зборуваме, знаеш. Меѓутоа еве шетај по лице на Турција, не гледаш дека нешто се случило драматично. Ја не го гледам тоа. Мислам, да, партијата негова е конзервативна со малку повеќе исламизам, но тоа е тоа, се на крајот тоа е Турција. Демократија која има во таа земја се излегува меѓу другото и тој сентимент. Сега дали мене ми се допаѓа или не ми се допаѓа, најмал проблем. И мене во Македонија многу работи не ми се допаѓаат, меѓутоа демократски луѓето нешто друго сакаат. И сега тоа ја не можам да го прифаќам тоа. Не гледам ја дека се случи некоја драматично назадување таму или исламизација, не го видов тоа. За сите овие години. Да, малку беа поконзервативни, да, дозволија некои работи кои што не биле дозволени во Турција порано, и нема ништо лошо во тоа. На крајот на крајот некои работи природно треба да се деат. И имаше евидентно цивилизацијско уназадување на Турција. Па така бе, така. Какво бе? Така, женски, машки гимназии во женски гимназии одат забулени и сега ти ми збориш имало нешто благ исламизам. Ништо посебно. Ајде, немаше. Ништо посебно. Ако излезеш во Истанбул, не им облекол, сами се облекле. Кој им облекол? Сами сакале. Кој им облекол тоа? Немај така. Образованието укина секуларизам во образование. Не укина, кај укина. Укина се направи. Се сум бил. Кај укина, види како изгледа. Сум бил на универзитетот. Види како изгледа листата ова на шангенската листа. Балкански овој државниот нивни балкански тој во ова како се вика во Едрене. У 12 сат сите извини дечки, вика идеме да се молиме, ај не зафркавај. Ја она што го гледам на шангенските ранглисти е дека Турција има оди напред. Оди напред, факт. Да, ама и дека никогаш немало повеќе универзитети турски на таа листа. Никогаш. Никогаш не биле на повисоко место. Никогаш немало повеќе повратници од Германија, од Америка, од Германија, од Америка и така натаму, кои што биле таму професори. Таа земја развива нуклеарна технологија, таа земја развива како па не сме. Како не сме државни тајни. Како не е државна тајна, имаат пријавено се на градат нуклеарна централа. Тоа е нуклеарна. Ја па мислев нуклеарна се бомба правеле. Понатаму има вселенска технологија, имаат свој авион, развиваат. Как не може да кажеме дека тоа е за останата земја. Не бе, никој не ти кажува, ама не може па ни да кажеме дека е нормално средно школа девојчиња да ги облекуваш у фереџи. Сега природно ќе си дојде, не ги повлекува сега, природно ќе си дојде таа работа. Има колку што има тоа, има и отпор. Има ли отпор во Турција против тоа? Има. Има и затоа е веќе изгуби Ердоган. Ја не мислам дека изгуби ради тоа. Губи заради тоа што веќе нема што да понуди во тој дел. Овој другиот дел на економијата, на социјалниот развој, на образовниот развој, тука нема што да понуди. И тука вика, тај да пробаме да видиме нешто друго. А ова види, ова е изживеана работа за Турција тоа. Не е Турција земја каде што тие работи се толку проблематични. Таа земја има направено друг културолошки развој сите овие години и сето тоа многу одржливо се развива во Турција токму под Ердоган. Ти кога ќе забраниш го правиш интересно. Едно време се сеќавам, имаше цели студии во Турција како контракултурата сега оди во исламизам. Од кога тоа се дозволи, контракултурата е како што е контракултурата во западниот свет. Сосема исто. Многу емотивно некако го прими ова мојав напад кон Турција, не те разбирам. Па не, затоа што не гледам... Кон Ердоган си извинам, не кон Турција, интересен лик е. За мене е интересен лик затоа што неочекувано се проби на сцената и многу интересен лик. Мислам, така си ловеше вештерки, нешто гюлен исти вака. Неговото наследство ќе се проучува сите овие години, да се види Турција пред и Турција потоа. Интересен лик, пак ќе кажам. Меѓутоа факт е дека тој беше знак за еден демократски пробив во Турција која победи во 2002 година и кога тргна еден развој, за жал
заради некои други причини беше запрен турскиот пат кон Европската Унија. Не верувам дека дури опозицијата да победи дека тоа ќе се обнови. Мислам дека кај Унијата се случија некои работи кои што се попроблематични, но ќе видиме како тоа. Во секој случај голема земја, моќна земја со влијание сериозно на Балканот и види, нема промената, ќе почекаме затоа што ова се локални избори. Лани беа тие парламентарните избори, значи Ердоган има уште добри 4 години власт. Тоа е тоа. Излезе МК со анкета, Ивица. Сакам таа да видиме на цвеле анкетата. Владимир Цветиновски, тој е еден од агенциите во Македонија кои што прават анкети. Ајде да ја изанализираме. Еве денеска е вториот дел, ова не сум го видел, таман ќе коментираме тука. Значи на прашањето дали Стево Пендаровски заслужува уште еден мандат, фрапантни 63% велат не. И сега тука ја имам подпрашање за тебе. Љупчо, каде е патот за победата кога е ваква ситуација? Ќе видиме, но исто има сега тука и една друга димензија. Да, вело 22,3. А таа друга димензија е, само секунда, тука нешто кодов го внесувам. Види, ја погледнав анкетата и можам да кажам дека да ја прочитаме цела, тоа остај ги на страна. Кој? За кој ќе гласате на следните председателски избори? Гордана Силјановска Давкова 20,1%. Стево Пендаровски 10,9%. Бујар Османи Дуи 7,9%. Максим Димитриевски Знам 6,9%. Арбен Таравари Алијанса на албанците 5,8%. Билјана Ванковска Левица 2,7%. Стефчо Јакимовски 0,8%. Не сака да открие 11,8%. Не знам, се уште не сум се одлучил. Нема да излезам да гласам 22,3%. Не сакам, не знам дали ќе излезам за гласам 5,7%. Гордана Силјановска Давкова е прва, тоа очигледно. Чекай, само секунда, нешто правам. Добро, те слушам. Она што ретко кој го приметува дека Стево Пендаровски, второ пласираниот Стево Пендаровски е 10,7%, трето пласираниот Бујар Османи е 7,9%, значи 8% скоро, и Максим Димитриевски е 6,9%, значи 7%. Што значи ова? Ова значи дека имаме тројца кандидати кои имаат меѓусебна разлика која е во рангот на статистичка грешка. Ивица? Секунда, само те молам. Значи, сакам нешто да пресметам тука. Бујар Османи, Стево Пендаровски и Максим Димитриевски, сите тројца, разликата помеѓу нив е во статистичка грешка, која е 3% плюс минус. А сите они се во размах од 3%. Помалку или повеќе. Ова што значи? Да? Значи дека се можни изненадувања, сакаш да кажеш. Можно изненадување во вториот круг. Какво? Па може да не биде Стево Пендаровски во вториот круг. А да, тоа е можно. Може да биде Максим Димитриевски во вториот. Можно е. Види, ако гледаме од изјаснетите, значи да превртиме анкетава, може? Добро. Затоа што гледаме бројот на тука е собрано се и тие што, значи ако гледаме од изјаснетите, Силјановски има 36,48%. Добро. Стево Пендаровски има 19,78%. Максим Димитриевски има 14,34%. Бујар Османи има 12,52%. Таравари има 10,53%. 4,90% има Ванковска и 1,45% има Стефчо Јакимовски. Значи, јасна е предноста на Силјановска и
ти си во право дека да, баш точно статистичка грешка се Стево и Бујар. Стево Бујар и Максим. Да. Максим лесно 0,9% е разликата. Помалку од 1% е разликата да влезе и он во статистичката грешка. Да. Значи ние можеме многу, например, еве, дај му ги на Максим гласовите на Билјана Ванковска и он го престигнува Стево Пендаровски. да. Значи ние во оваа, знаеш, во кампања колку може да расте една политичка партија, тоа е некој пре 5%. Тоа е многу интересно. Еве ги очекувањата се 33% веруваат дека Смилјановски ќе победи на изборите, 18% веруваат дека Стево ќе победи на изборите. Еве за вториот круг, нормално, малку по стегнато, 32,2 Гордана Смилјановска Давкова, 25,5 Стево Пендаровски, што ќе рече не знам, 25,1, не сакам да открием 17,2. да. Види, сега да бидам објективен вака во ова за вториот круг, јас очекував поголема предност за Гордана Смилјановска. Ова е го гурна 5 до двојно од статистичката грешка бека. Голема предност. Еве Но мери имаш огромни, не знам, 25%. Ама не мери го гласови, ова. Знаеш колку гласови се? И колку се? Над 100.000. Еве сега ќе ти кажам. Еве над 100.000. Чекај. 32-25. 100.000. Колку ќе излезат у Македонија во втор круг? Милион. Така. Ајде да ставиме дека милион. Значи минус 32,2%. Тај е процентов. Колку се ово гласови? 32,2%. Па 320.000 гласа ќе има Смилјановска според ова во втор круг. Според анкета. Нема да има поише. Толку се околу 320, овој ќе има 250. Сега на милион ти кажем заокружено. Може да и помалце, пошто под милион ќе биде излезеност. Добро, ама види, ова не го сметаме сега на памет, затоа што треба да ги избациме овие, не знам. И да пресметаме одново. Ајде да пресметаме така. Па да видиме колку ќе биде. Ајде. Не знам, изфрли ги. Колку беше 32,2 и 25,5. Добро. Се пак си правиме бајрам на умот, да си кажеме, добро. Не е ова некоја методологија толку прецизна. Озбилна? Да. Значи, колку даваш дека ќе бидат колку даваш дека ќе бидат излезеност? Да. 950. Добро, колку даваш дека ќе бидат неважички ливчиња? Па колку се обично, не колку посто? Да, ајде се на памет. 5% беа, не, помалци. Добре, еве 10% да ме ајде. Неважички, бели, не знам вакви така. 100.000. Така, добро. Добро, ајде сега ќе рачунаме, значи еднакво на Нема по математика, твоја ќе искочи 500.000 ќе земе Смилјановска, што е немогуче. Да, испаѓа 502.000. Не може така. Нема да биде така. Еви да биде помалку. Нема да биде така, проблемот тука е друг. Значи проблемот е ние не сме сигурни во овој момент, статистички немаш да бидеме сигурни дека Стево Пендаровски ќе оди во вториот круг. Да. Не може да земе, Иванов зема 500.000, што? Зашто да не може да ги зема? Бориме за парламента, може да земе 500.000. Ова е сепак и парламентарните се поклапаат со ова. Сега зборуваме. Јас не би се обложил на таа. А не зборуваме се за обложување, се зборуваме дали може. Така. Љупчо слаб си во математика, Гордана 2019 имаше 300.000 и повеќе. Имаше. Од 2019 до сега помина 5 години, во кои само лани над 60.000 луѓе се преселија во Германија. Че да ви објаснам. Ма ништо не знам. Ама видите, да ви објаснам. Не е така. Не може не си оправа. Бројките не може веќе, значи пример 2016 бројките
што ги освоја политичките партии, никогаш веќе нема да се повторат. Па не знам. Едино кој ќе им даеме Така државјанство на овие непалци, од Шри-Ланка, од Индија, нели што доаѓаат да работат луѓе, ако останат тука како им се свига. Да, 534.000 гласови зема Иванов во тој круг од 2014 година. Во која што имаше 300.000 луѓе поише у држава Не, сега. немало 300.000, кај имало 300.000. 300.000. А види, ова на памет ги лупаме бројките, на крај Не за памет, демонтира. Завод за статистика ги лупа бројки сега. Кај имало 300.000 поише, од кај имало 300.000 поише? Од кој завод за статистика? Па во изброј колку има здравствено осигурани, пензиско осигурани, колку има, значи На памет зборуваме. се ти кажем, не е на памет. Нема луѓе, идат луѓе. Ајде да се кладиме дека ќе има на 900.000 луѓе на изборите. Што ќе биде горе долу во рамки на парламентарните избори? Во Македонија колку Ќе ги видиме. излагаат. Гејбе, Во секој случај Давкова е убедливо пред Пендаровски, а за второ место имаме мртва трка во овој момент. Тоа е сликата. Ја искрено се надевам дека ќе влезе Максим Димитриевски во вториот круг. Преди тоа што така ќе биде многу поинтересно. Многу поинтересно ќе биде, пошто Силјановска Пендаровски втор круг некако ми е не ти е толку интересно, сакаш да кажеш. Реприза. реприза, да. Чекај да ги видиме вие другиве, само да искоментираме тие податоци што ги даде Цвеле вчера. Добро. Само да ги видиме. А што и вчера имаше нешто слично? Да, чекај, вчера излезе исто. Како е насловот? Како е? Еве го. Вчера беше партиската анкета. Ајде ја видам. Значи, Насловот кажи ми како е? ВМРО ДПМН и лидерот на партијата Мицкоски во убедливо водство. Така е. Добро. Значи, прво, општо гледано, дали Македонија се движи во правилна или погрешна насока? 70 поставилат погрешна насока, 16% правилна насока. И мислам дека тука треба да завршиме со коментирање на анкета. Знаеш, кога така ти зборуваат луѓето, што да очекуваш? Сакам да ги видам ја партиските. Најголем проблем ќе се вратиме наназад, еве ги партиските рейтинзи Тоа ми најдоле. интересира. Значи, ВМРО ДПМН 27,2, СДСМ 10,7, ДУИ 8,7, Вреди 7,7, значи во статистичка грешка се СДСМ, ДУИ и Вреди. 1,1 за 1 села, Знам 5,5, Левица 5,3. Тука има една многу интересна тенденција што ја гледам. Стево Пендаровски мање више ги има истите гласови на неговата партија, Добро. 10,7. Дуи, односно Бујаров Османи, он е 7,9, Дуи е 8,7, така што е тука негде. Нема некоја разлика. Максим Димитриевски е скоро 3% над неговата партија. Чекай. Да, ги гледам. Билјана Ванковска е на пола од незината партија. Не, на пола или малце? На пола. На пола. 5,3, 2,7. Билјана Ванковска е на пола од незината партија и Гордана Силјановска Давкова е некои 7% под ВМРО ДПМН. Ова е многу индикативно. Кога ќе ги споредиме двете. Ова е многу интересно, морам да кажам. Зборувајќи за... Но сепак, ние проектираме прв круг. Нели, анкетава е проектирање на прв круг на председателски. Да, во вториот круг е па 7 над ВМРО. Гледаш? Ајде видам. Ајде види го. Да. Значи, но проектираме муабет од прв круг. Сепак, ова е индикативно, затоа што значи ова? Ова значи дека Стево не може да расте. Стево ќе биде колку што е СДСМ. Дуи и они се тука, таа е фиксот. Сега, Максим Димитриевски тука може да има одреден раст, а Билјана Ванковска може да придонесе Левица да биде нели многу падната во вториот круг. Зошто? Затоа што ако на 5,3%, ако нели Левица ентузијазмот наместо ентузијазам да се преле разошарување. Она дури може да оди под резултатот кој Левица го имаше на последните парламентарни избори.
Зборуваме 2020, каде што има 37.000 гласови, ако не се лажу. Не верувам дека толку. Па 2,7%. Добро, ма толку на длабоко милион не верувам. 2,7 се 27.000 гласа. Као да Толку длабоко не верувам дека ќе одиме. Еве, ако гледаме така, на милион, што нема да биде милион, помалку ќе биде, 2,7% се 27.000 гласа. А на ова 70% ти велат Македонија се движува погрешна насока. Значи, Абе, јасно не е на сите дека може да има, ама не, може да има милион. Ги гледаме Значи кога има ваква напаност кај граѓаните, можно е да има милион, да не се лажеме. Дури сега ќе ти кажам, генерално од 37.000 гласови имала Левица ова на тие избори. Ајде да видиме. и една тенденција, ова пред рекламите, одиме со блок реклами. А чекај да Една тенденција што ми е интересна, а тоа е дека генерално, освен Максим Димитриевски, никој друг не прави пробив изнад својата партија. Никој. Не и дава додадена вредност никој од кандидатите на неговата политичка партија. На друга димензија која исто така вреди да се анализира. Сите други се под нивната партија или од прилика околу нивната партија. Стево Пендаровски е генерално 0,2% му е разликата со СДСМ. Тој е 8,7. Ај ќе ги видиме лидерите после ако си за. Ќе ги видиме. Одиме кратка пауза со реклами, се враќаме во вториот дел од емисијата. Во однос на тоа на кои најмногу му верувате од политичарите, убедливо води Христијан Мицковски со 16,6%, повеќе од двојна предност, 7%, 6,9% има второ пласираниот, а тоа е Ивица. Али Ахмети. Не е Димитар Ковачевски второ пласиран. Па за тебе не беше очекувано ова? Очекувано беше. Мицковски е 16,6, 6,9, односно 7 е Алија. Наследното е неочекувано. Третото место е тотално неочекувано, тоа е Максим Димитриевски, кој има Па и четвртото 5,8%, Димитар Апасиев има 5,7%, но Максим Димитриевски и Димитар Апасиев се движат негде околу својата политичка партија. малце над. 0,3%. Ај следно да гледа. Димитар Ковачевски е 4,9%. Значи, Димитар Ковачевски е под Христијан Мицковски, кој е повеќе од 2,5 спрема 1 во однос на вториот, кој е Али Ахмети, третиот е Максим Димитриевски, четвртиот е Димитар Апасиев, пети е Димитар Ковачевски. Таче, доскорашниот премиер. Под него е Арбен Таравари со 4,2%. Билјалка Сами 1,31, Села 0,8, Изет Меджити 0,5, Африм Гаши 0,2. Ова се шокантни бројки за мене, затоа што ова значи дека Христијан Мицковски има поголем индивидуален рейтинг од Ковачевски, значи Ахмети и било кој додадете го третиот заедно. Од овие што се владини, нели? Еви Села додадете го. Ова е сам е подобар од сите заедно. Ова е навистина за Христијан Мицковски добра бројка. Ивица. Одлично. Одлична бројка е ова. Ова е знак и за консолидацијата на опозицијата, да. Да. Така што претпоставам дека така ќе го толкуваме. Така треба да го толкуваме, барем. Као што видов 1200 испитаници, 15 од 24 март, добро, веќе е дефинирано полето кои се кандидати и така натаму. Ова е интересно. Постои ли политичар во кој целосно му верувате? Глеј, се фрапантни 70% велат не. Да? Да души прашањева малце се цвеле го промашно се целосно прашање... верувате. Постои ли политичар кој што му верувате се целосно не веруваш на себе си не си верувам. И ти да. На себе целосно не си верувам, сега целосно некој да веруваш глупости. Како? Глупости викам. Не,
значи целосно малку, а меѓутоа еве тие па што се изјасниле дека не конверуваат, таму е Христијан Мицковски со 25,1, 11,6 е Хмети, 8,9 Максим, 7,9 Арбен Таравари, 7,3 Пендаровски, 7,3 Апасиев, 5,6 Ковачевски, 4,3 Никола Груевски, 4,0 Бујар Османи, 4,0 Гордана Сљановска, 3,6 Билјалка Сами, 2,3 Зијадин Села, 1,0 Изет Меджити, 0,8 Зоран Заев, или со други зборови двајца луѓе рекле дека на Зоран Заев највише му целосно му веруваат, значи паметен ни е народов. Така? Добро се, овој народ два пати го бираше Зоран Заев се. Паметен. Добро се види, американците велат, ако еднаш ме зезнеш, тоа е твој проблем. Ама ако два пати ме зезнеш, тоа е мој проблем, кај нас е два пати и три пати, така. Тука, значи со оваа вторава математика, ајде ја вратиме, Христијан Мицковски 25,1%, значи е негде околу неговата. Не може, затоа што ова е издвоено 28 просто. Просто гледаш? Аха. Значи не можеш така да го сметаш. Так. Мислам друга е математиката. Не можеме не можеме да правиме таква математика. Но во секој случај убава ти е забелешката. Чекај, Никола Груевски бе 4,3. Абе добро, ма пак ти видам од 28 е тоа. Од 28. И на крајот на криштата 10 години премиер, сега не можеме тука да го запоставиме тој учинок. Али ај ова да го поспоредиме. Значи, уште еднаш кога ги видиме она што го чекај беше тоа. Чекај нешто. Ова што кажете лидерите и партиите. Аха. Значи знам 5,5, Максим Димитровски 5,8 во право, тоа е статистичка грешка. Левица 5,3, Апасиев 5,7. Да, нешто изнад, ама статистичка грешка. Но кај Дуи е интересно 7,7 и 6,9 Али. И тоа е статистичка грешка, ма чудно ми е Али Ахмети да не го консолидира Дуи. И кај Таравари 4,2, а иначе е 7,7. Ова е интересно, види. Види го ова. Значи 7,7, значи еве ги, ако ги собереме Арбен Таравари, Билал Сами, Зијадин Изет Меджити и Африм Гаши како лидери. Нивниот збир, Европскиот сојуз за промени има повеќе од нивниот збир, пази. Значи лидерите и партиите ако ги значи често им прашуваат луѓе што е добра коалиција. Еве што е добра коалиција. Гледаш, значи збирот на рейтингот на лидерите добро е помал од кога ќе собереме коалицијата заедно. Значи коалицијата додава. Да. Значи коалицијата прави ефект на зголемување на бројот на гласачи што би се изјасниле за нив. Значи ако идат сами Алијанса на Таравари, Алтернатива, Беса и Демократско движење на Изет. Ако идат сам по сам, ќе имаат помалку гласови од колку вака обединети. Ова е доказ дека ова е добра коалиција. Значи коалицијата додава гласови, не одзема гласови. Доказ и дека добар кандидат е избран. Значи кога ќе се види кога ќе се спореди со тоа другото прашање. Еве го, кај беше Таравари? Види, значи добро е. Види, ова е многу. Ова е интересно. Да не должиме многу со анкетава, трендовите се само ова не го искоментиравме, извини. Трендовите се јасни. Еве ги неголемите проблеми, значи како граѓаните ќе мерат владава. Значи не треба да има крадење. Корупција и криминал велат 29,2%. Инфлација, раст на цените и трошоците на животот 17,6%, ниски плати и пензии 7,3%, невработеност 14,2%, одселувањето 7,3%, здравство, значи ова животните проблеми се оние кои што се клучни и критични на овие избори и тоа е јасни се трендовите, има огромно опозицијско расположение. Димитар Ковачевски никој не го препознава како лидер во државава. Тоа е трендот.
останува да видиме како тоа ќе се одрази и останува да видиме уште една друга работа. Тоа го коментиравме во паузата. Останува да видиме дали е можно да се случи Стево Пендаровски да не влезе во вториот круг. Ако се случи ако се случи тоа, имаме во председателската трка една сосем нова ситуација, сите од нула почнуваат, а тоа може да го видоизмени и односот на парламентарните избори драстично. Може ли тука да спомнам само што е тоа што во моментов стои меѓу таква едно сценарио и што е проблемот? Проблемот е од она што јас го забележувам, не знам зошто некако, иако тој самиот не е таков, како да е срамежлив Максим Димитриевски. Во смисол, ако тој го зголеми своето присуство во јавноста, и ако тој тргне да се ги промовира своите политики, може да го помине Стево Пендаровски. Значи, зборуваме пак да зборуваме искрено. Тој пат е многу тесен. Тој пат е многу неизвесен. Мали шанси. Сепак има постојат шанси. Затоа што разликата не е, почитувани слушатели, ако имате завршено политички науки, вие знаете дека во кампања не може да се смени поише од 5%. Не може, точно. Значи, тоа е тоа. 5%. Сите пари што ги трошат политичкиве партии и се и свашта што трошат, се борат за 5% плюс минус. Сега. Секогаш кога разликата е под 5% може да се случи изненадување. Над 5% не може да се случи изненадување. Точно. Но тие 5% може да сменат многу, да речеме. Ако СДСМ сега порасне за 5%, а ВМРО се намали за 5%, тоа значи дека ВМРО да ќе победи, може да нема да може да прави влада, но очигледно е дека нема да порасне СДСМ за 5%. И сега, ако Максим порасне за 5% и го помине Стево Пендаровски, влезе во втор круг, тогаш имаме една сосем различна ситуација на македонската политичка сцена. Дали е созряно времето, не знам, треба да видиме. Но има некоја тенденција која се надзира во овој момент. Да, не, јасно. Може да отиде и минус 5% Максим Димитриевски да биде незабележителен, каква што очигледно уште во овој момент, да, апсолутно ќе биде можно, Билјана Ванковска. Но зависи од Да, Ванковски има проблем, очигледно, и тој проблем треба да го скоригира. Пак ќе речеме, професорката како интелектуалец. Не коментираме, значи сега бројки гледаме. Да. Она е дупло пониска од Левица. Значи партијата и таа треба да го коригира тоа. Значи дупло пониска од Левица, ако е дупло, например, Силјановска е со 20% пониска од ВМРО ДПМН. Меѓутоа гледаш во вториот круг има голем потенцијал. Да, страшен потенцијал има. Не, со 30% е пониска од ВМРО. Она е 20, ВМРО е 27. Стево Пендаровски е исто СДС, а тоа е малку, затоа што немаат голем рейтинг. Не, но види, пак Силјановска има 30% потенцијал да го надфрли во вториот круг. Тоа е, точно, тоа треба да го констатираме. Точно. Проблемот е кај тоа дека Билјана Ванковска е на пола. Значи резултатот на Левица поделете го на пола. Тоа може во вториот круг да им создаде сериозен проблем, затоа што во првиот круг имаат помалку гласови по оваа математика од што има на последните парламентарни избори. Ајде да играме една игра, Лјупчо. Еве да сме ја и ти, тој израелецот, нели, консултантот, така? Асаф ли? Така ли се викаш? Да. Добро, не е битно. И сега правиме, не прашуваат што да правиме од ВМРО. Им велиме, гледате во вториот круг професорката надфрла, значи граѓанскиот глас да консолидирате го околу професорката. Покрај партискиот глас. Тоа ќе му даеме на совет на ВМРО. СДСМ гледаме дека Стево има проблем, нив им викаме имате некој друг кандидат, тие велат неаме, доцне, ништо, одиме вака. Бујар Османи истото е. СДСМ во моментов, ако се паметни, СДСМ цела енергија во моментов треба да ја насочат кон Максим Димитриевски. Затоа што Максим, гледам дека не го прават тоа. Да го потопат, така. Да. Јас мислам. Но еве те прашуваат што да правиме? Првото прашање црна кампања за Максим. Не, првото прашање имате некој друг кандидат, велат доцне, па ништо. СДСМ, сега извини, сега немој вака. СДСМ во овој момент има само еден единствен потенцијал, е бесплатен консултантски совет од човек што прочитал нешто во животот, а тоа е СДСМ може да оди нагоре, не може да го стигне ВМРО, но може да дојде до достоинствен пораз, само доколку во овие избори го потопи Максим Димитриевски. Се дозволи сега да ти кажам кој е проблемот со тоа. Што? Кој е проблемот со тоа? За да го направи тоа, црна кампања не помага. Пробаа со црна кампања против Максим Димитриевски. Да го потопат Максим
тие ќе треба да се вратат на изворниот мандат на СДСМ. Патриотизам, асном и така натаму. Можат ли тоа да го направат? Види, тоа треба они да И се ако го направат тоа ќе го заслат максимум. Затоа што очигледно. Сега ти кажам сега, што е проблемот што го има? Димитриевски реално произлегува од СДСМ, така? Без разлика. Ама без разлика ти зборам. Зошто е тој популарен? Еве сега ќе ви кажам, најсурова математика. Доколку извини, само да ги најдам партиски овакво. Еве ти. Доколку знам 5,5% со личниот рейтинг на негов негде околу 6, СДС има негде 16%, ако ги додаеш тие, 17%. А ВМРО има 27%, што значи ќе губеше СДС со 10% разлика. Вака губат со 17% разлика. Очигледно е. 10% разлика да изгубеа, имаше некаква математика за нешто. Ако не друго, ќе беа озбилна опозиција со над 30 пратеници. Вака се идна опозиција со под 30 пратеници. Кај СДСМ тука е јасно од каде им доаѓа нив ударот. Се обидува, пак ќе кажам, со Левица, со Стефчо Екимовски, со Даниела, еве, ќе го видиме и нејзиниот рейтинг, да го предизвикаат сличниот ефект кај ВМРО ДПМН. Гледаме дека тоа не се случува. Затоа што рейтингот на ВМРО ДПМН се држи на едно стабилно ниво, а овие кои требаше да бидат конкуренцијата во опозицијата на ВМРО ДПМН, славниот термин опозиција на опозицијата, гледаме дека никој од нив не расте. Ајде да продолжиме понатаму. Значи Дуи, истиот совет би го дал како ваму. Дуи е стабилен. Не, ама ова е под нив. Има ли друг кандидат? Затоа што нема друг кандидат, има проблем. Дуи е стабилен. Ама има проблем. Има проблем, не растат. Кај Дуи, па нема што да растат, толку албанци има во држава, што ќе растат. Па затоа се обудија да прават коалиција со турците и со ромите. Што е проблемот со Дуи? Дуи нема проблем. Кај Дуи има проблем. Не, објективно збориме. Дуи има две мисии. Извини. Кои? Првата мисија е да има во првиот круг Бујар Османи еден глас повеќе од Таравари. Ама загрозено е тоа, гледаш. Добро, но според анкетава ќе го има. Како? Статистичка грешка се. Добро, сега ќе видиме. И второ, да имаат повисок резултат од СП во... Тука е исто, гледа, 1% разлика. 1% е разлика. Значи проблем имаат. Тесна битка. На СП што би им дал совет? Им дал совет. Терајте како што терате, со тоа што треба почесто да се појавуваат таравари и заедно сите да се појавувате. За да потцртате дека сте заедно и дека имате една мисија, односно напаѓајте го Дуи. Тоа е тоа, корупцијата на Дуи. За Максим веќе кажавме, со ме дали совет, Максим бе поприсутен. Маве по СДС биди поприсутен. Значи, биди поприсутен. СДС и Максим имаат иста стратегија, и иста зборувај дека ти го држиш тоа. Они се борат за истите гласови. Го нервира Љупчо. Асномското јадро, значи тоа е тоа што треба да го зборуваш. Македонскиот патриотизам и така натаму. Значи, Максим Димитриевски доколку е паметен, он има еден таргет, тоа е СДСМ има еден таргет, тоа е Максим Димитриевски и тука е За Левица и за Ванковска престанете да го напаѓате ВМРО ДПМН и коригирате го ова. Не може вака. За Ванковска очигледно нема спас. И за Стефчо заигра опозицијски, тоа е тоа. За Ванковска не опозиција против опозицијата, заигра јако опозицијски, тоа е за Стефчо. За Ванковска во овој момент нема спас затоа што тенденцијата на пат е огромна. Огромна тенденција на пат има и на пола од политичката партија. А Левица треба да направи еден драматичен шифт и да престане да го напаѓа ВМРО. Не, сега тоа со ВМРО ќе го имаат проблемот, си е нивен проблем, сега не ќе да бидам адвокат. Па збориме како консултанти Левица како би треба да покаже сериозност, дека изгледаат сериозно, дека не изгледаат како клаунови, да понуди сериозни концепти за решање на проблемите од држава, не глупости. Ако сакаат да бидат автентични, ако не ќе се држат во маргина нели на гласови на протестни гласови на така, на некој полусвет нервозен што сака да гласа, на некои алтернативци, такви чуда, кои ги има 40.000 во држава и тоа е тоа. Разбирате. Нема да одат изнад тоа, нема озбилни луѓе да ги гласаат. Треба да одат, добро. Сега,
Они Ако сакаат така да се представат. ако сакаат, значи треба да фатат и да се уозбилат малци. Точно. Тоа е суштината, Абе, кај не, нив е она тоа, го да се рековме. приберат. Не, Нема не. сечење глави, нема револуции, нема Енвер Ходжа, едноставно да бидат нормална политичка неколку опција. пати го рековме тоа. Ве забележавме, ајде сега да видиме кој сте и бидете зашто се озбилни. залагате. Да, ајде Значи сега тоа е. уозбилете се. Значи ве забележавме, окей. А во секој друго сценарио ти викам, неуспешна емисијата да се случи на ВМРО ДПМН оно што му се случи на СДСМ со Максим Димитриевски. Во овој момент сега. Ќе видиме избориве што ќе покажат. Не, и дебатите може нешто ќе ги видиме сега. И ти Ќе таму. сменат, Да. види, обично тоа е една нема некоја посебна енергија околу таа работа. Добро, ама ќе Она бидат гледани овие дебати. Види, со нетрпение се очекува дебатата, факт е тоа. Има сериозен предизвик тука и кампањата на Гордана Силјановска-Давкова, каде што гледаме дека има во првиот круг сега, нели првиот што следува, дека има оди, нели, професорката под рейтингот на ВМРО ДПМН. Во вториот круг веќе работава друга, но во вториот круг имате избор од, нели, само на менито имате две понуди. Да. Сега е во првиот круг е различно. Не, и се гледа од прилика дека тоа е додадената вредност на професорката доаѓа во израз во вториот круг, значи ВМРО треба да запне сега кај тие гласачи. Додадената Кај вредност граѓанските треба да ја гласови. видиме сега. Да, кај граѓанските гласови сега. Требаше додадената веднаш, да. и требаше да ја видиме сега. Очигледно е дека треба професорката да има една поактивна кампања за да стигне до рейтингот на ВМРО ДПМН. Точно. Тоа е. Во Согласен. моментот нејзиниот предизвик е тој. Треба да биде поактивна за да стигне, императивот е да ги освои Се согласувам гласачите со на тебе. ВМРО ДПМН во првиот круг, за да не биде после тоа еден, нели, резултат каде што ќе има демотивација. Доколку успее тие 7% да ги надмине, 5, еве да речеме од тие 7% да ги надмине до првиот круг, што е можно математички, тогаш се што треба е ВМРО-ските гласови да ги освои. Нема и овие други се тие Тоа е се- муабет за да. втор круг. Добро. Сега збориме за прв круг. А јасно, види ти Љупчо се тука. А пак без пари даваме совети. Па што да правиме сега 1 април, Да, како така. в 1 април почнавме, што да ти кажам. Да. Еве исто бил и Агрон Демири го промашили од СДСБ на Аргон. Наместо Агрон, Аргон го напишале. Му дале, Аргон е хемиски елемент. мене ова Аргон ми личи као некој змај од овој Хемиски Од, елемент е аргон. Game of Thrones, како се викаше сега овој спин-офот? House of Dragon. А што има иде така на- нешто? Иде? Да, бе, иде на HBO HBO, иде? втора сезона, трета е више. Само многу инцести има, ме нервира. Не можам да го гледам. Инаку можеме да си прогласиме една мала победа, Љупчо. Шо бе? Пак ли пропадна на Сашо Ордановски емисија? Не бе тоа. Овие лошиве закони околу Митилинеос и други енергетски закони дефинитивно нема да ги гласа овој собраниски состав. Значи, имајќи предвид дека оваа емисија еден куп интелектуалци и уште една емисија, заспи ако можеш беа на таа линија, една мала победа, Љупчо, можеме да си ја прогласиме. А? Да. Ова е Да. победа. На јавноста е оваа победа сепак. Ја држевме темата кога сите други се откажа и добре. По мене е добро, сега да не грешам. Шо бе? Да Затоа, не грешам. Да. Мала победа, но значајна. здрави и живи, имаме борби за водење уште многу, затоа што политичарите никогаш нема да се откажат од крадењето, а ако тие не крадат, ние ќе нема што да работиме. Тоа е тоа, нас не е работа да ги следиме. Ова не е ова голема победа за нас, ова е голема победа за граѓаните на Македонија кои нема да бидат ограбени уште еднаш. Браво, така е. А колку пати до сега само беа Ограбувани. ограбувани. Почитувани слушатели, на денот на шегата имавме прилично озбилна емисија што па може би и така треба се. Затоа што кај нас па секој ден е ден на шегата.
изгуби овие празници смисла по влегувањето на Зоран Заев во политиката, по влегувањето, не знам, има пар ликови кои не е осамен во таа работа. Останете со 98,1, читајте Лидер.мк, се гледаме утре со уште една интересна анализа.